Добри вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте. Што мисли народот на телевизија Стар? Продолжуваме со на некој начин прегледот на тоа што се случува по отприлика 100 дена од стапувањето на функција на градоначалниците по изборите во октомври-ноември. Практично на некој начин како влада 100 дена и овде имаат 100 дена. И покарактеристично е веројатно онаму каде што ќе дојдат нови градоначалници, но интересно и онаму каде што има континуитет, практично каде што претходните градоначалници освоиле нов мандат. Една од таквите општини е и општината Карвинци и градоначалникот Виктор Паунов, кој што има можност на некој начин да го продолжи она што го започнал. Често пати велат дека можеби најкритичните моменти кога има промена на власт е тоа кога ќе се променат концептите, кога ќе се промени нешто, па започнати проекти, започнати нешта се менуваат од новите луѓе кои што ќе дојдат на власт. Овде нема таква ситуација, што значи континуитетот го имаме. Добро вечер за градоначалникот Паунов. Добро вечер, благодарам на поканата. Како што реков, тоа и го говоревме по моментот на освојување пак на власта. Предност е веројатно, бидејќи често пати се говори дека ако дојде до прекин после еден мандат, на некој начин се прекинуваат многу проекти. Дали тој континуитет вам ви помогна во овој 100 дена? Јас би рекол дека не би ги овие 100 дена окарактеризирал како некој нов почеток, зашто нормално ова е континуитет и треба да биде континуитет и кога би се променила власта, не само кога има Но факт е кога се менува има одредени промени реално на многу добро, места. Логично е донекаде и да има, меѓутоа кога се во прашање, знаете, проектите, пред се интересот на граѓаните е да тие да добијат проекти кои што ќе го подобрат животот, нели, на граѓаните, тогаш не би требало да има компромис во однос на реализацијата на овие проекти и продолжување на се што било добра политика од претходните. Во нашиот пример е континуитет, апсолутно го сметам за непрекинат континуитет на работите кои што се во насока на реализација, тоа се пред се крупните капитални проекти кои што се во фаза на реализација или дел реализирани во овие, така ќе ги наречеме почетоци или 100 дена. Воглавно дека граѓаните треба да бидат сигурни дека ќе имаат навистина континуитет во рамките на сите 4 години понатаму во овој мандат и дека за нас проектите ќе бидат на прво место, реализацијата на овие проекти и онаа борба која што ќе ја водиме до крај во целиот мандат е за да реализираме проект повеќе кој што ќе значи дополнителен квалитет на живот на граѓаните во практично буквално во секој еден сегмент. Ајде ќе се вратиме на она што беше и најважните проекти завршените и она што веќе се пренесе од претходниот во овој мандат, но од во овие 100 дена и од почетокот на оваа година, дали имате некои нови најави на нешто што во наредните 3-4 години ќе биде можеби носички момент во проектите? Па програмата која што ја правевме и во рамките на кампањата претходно најавува дека ќе следи мандат со кој што ќе се променат одредени работи во општина Карвинци или ќе се доизменат или дообноват, така ќе го наречам, зашто претходно исто така многу суштински нешта се променија во Карвинци, пред се во делот на инфраструктурата и проектите кои што се видливи и значат подобрување на квалитетот на живот. Така да и во овој мандат оваа програма ќе има неколку суштински важни проекти со кои што се надевам дека се надевам дека ќе успееме да ги реализираме без потешкоти согласно нашиот план за работа и развојната програма која што ја носиме. Потоа нормално ќе ги имаат граѓаните како бенефит во своето секојдневие. Јас ќе напоменам дека овие 100 дена ги бележиме како исклучително силен почеток или силен континуитет и најава за се она што ќе следи врз основа на пред се неколкуте крупни проекти. Ќе напоменам дека имавме отварање на ново училиште во селото Радање. Тоа е проект кој што го започнавме во претходниот мандат, го завршивме сега во овие 100 дена. Второто полугодие на учебната година започна во едно ново училиште, во нови простории, со нови модерни услови. Имено самата стара зграда училишна беше речиси стара еден век, која што за воля на вистината прв пат се целосно вака обновува и реконструира. Потоа имавме отварање на доградбата на детската градинка, која што исто така клучен, капитален
проект во општина Карвинци со кој што ќе се надминат проблемите за упис на деца во детска градинка. До сега имавме ограничен број од 50 капацитетни места, сега овој се дуплира со вкупно 100 места за прием на деца, со што еве ги би задоволило потребите за сега на територија на општина Карвинци. Затоа сум исклучително среќен и задоволен што успеавме еден ваков проект за навистина брзо рекордно време од не цела година да го реализираме со помош и поддршка на државата. И многу други проекти кои што се дел во тек, дел се целосно завршени. Овде ќе го споменам одводниот канал Герен во Долни Балван кој што е во една завршна фаза, останува по подобрување на временските услови да се завршат и оние партерни уредувања. Каналот е целосно изграден, со што решаваме проблем за отпадните води во ова населено место, но и го доуредуваме ликот на самото населено место, наскоро ќе биде целосно завршен. Еден од влезовите на селото Таринци, кој што исто така во должина од 540 метри улица, која што е многу важна и барана во минатото, наскоро ќе добие целосно завршување на истата. Осветлување на кеот на реката Козечка во Карвинци, до изградбата на кеот на Козечка река исто така со уште една завршна фаза е при крај. И еден од најважните проекти кој е целосно завршен деновиве, а тоа е речното корито, како се вика, каскадните прагови кои што ги изградивме на река Брегалница, кај местото во Долни Балван, кај местото на мостот над и под мостот кај Долни Балван, многу важен проект заради регулација на самото речно корито, заради безбедност од покачување на нивото на самата... И заштита на самиот мост, бидејќи во порано се случуваше... Пред се заштита на самиот мост, знаете колку имавме проблеми во минатото од истото, заштита од нелегални копачи на песок и на материјал од речните корита, стабилизирање на висината на самото речно корито и многу други придобивки од овој проект кој што доправа ќе ги имаме како општини и како граѓани, така да имаме навистина сериозни крупни проекти, некаде над 1.200.000 евра се само овие неколку важни проекти кои што ги споменав и се делумно реализирани или дел ќе завршат наскоро и е една увертира за тоа како ќе работиме понатаму во текот на мандатот. Ова што се работи, рековте во завршна фаза или завршен проектот за коритото кај мостот кај населбата кај Долни Балван? Што всушност дали се предвидува и дополнително уредување на тој простор, бидејќи добива некаков нов лик на некој начин? Деновиве е завршен целосно, останува завршен во делот на градежните активности, меѓутоа ќе следи завршниот извештај од надзорот и од комисијата од Министерство за животна средина, доколку немаат забелешки во однос на стручноста на изведениот проект, тогаш ќе биде затворен како проект, меѓутоа самиот проект, освен регулација со овие преливни прагови, предвидува и уредување на страните или бреговите на самата река во потегот, ми се чини дека беше околу 200 метри должни по самото течение на река Брегалница. Од она што го имам како увид направено сметам дека е реализиран согласно проектот, меѓутоа пак ќе кажам комисијата, надзорниот инженер доправа треба да го дадат завршниот збор и генерално целта на овој проект е да имаме безбедно корито, заштита на мостот, заштита на течението во смисол и над овој потек да не се случи да реката дополнително тоне во самото корито и да имаме големи падови на самото течение, но и над местото кај што се реализираше овој проект. Важно е поради самите ископини на диви копачи на песок, знаете какви штети сето тоа ни предизвикуваше во минатото, така да имаме еден навистина значаен проект за Карвинци. Сега, кога станав за општината Карвинци, област околу која се кршат копјата и околу која имало проблеми во минатото многу, е водоснабдувањето. Значи, многу често имало, говорам во минатото, ситуации на недостаток на вода, рестрикции во текот на летните периоди. Дали со изградбата на филтер станицата и приклучувањето на системот Злетовица, овие прашања се решени? Што можеме да очекуваме тоа аспект? Бидејќи да, сега имаме врнежливо време,
има вода во моментот, какви се проекциите за летниот период? Па знаете, тоа е еден од сегментите, јас не би го кажал клучен за Мислите, подобрување само филтер станицата не е така? Апсолутно, да. Зошто? Затоа што еве и претходно во тој тест период кога работеше филтер станицата, во Таринци имавме проблеми со водоснабдувањето. Зависно на повисоки места и Клучен елемент еве конкретно во село Таринци како најголемо населено место или едно од местата кои што на повеќе делови од населеното место имаше проблеми со водоснабдувањето. Клучно решение за овој проблем беше изградбата на резервоарот за вода, кој што го направивме со капацитет од 200 метри кубни. Со тоа значи дека го дуплиравме капацитетот од претходните 200, уште 200 метри кубни, вкупно 400 метри кубни имаме за снабдување на село Таринци и село Долни Балон, кој што исто така користи вода од овој резервоар за вода. И со самото зголемување на капацитетот на вода, ние ги задоволивме потребите на оние повисоки места кои што се сеќавате или воопшто немаше вода или имаше многу слаб притисок. Нема притисок, да. Тоа беше клучното решение, а изворот на водоснабдување е веќе некое друго прашање. Ние и денес не ја користиме 100% водата од хидросистемот Злетовица и филтер станицата, затоа што имаме потреба од поголем капацитет на вода, која што самата филтер станица не го задоволува во Таринци, на пример. Со тоа што и пумпите и пумпните станици континуирано или во најголем дел во летниот период работат непрекинато, се со цел да ги задоволат потребите и потрошувачката на населението, така да овие се неколку клучни елементи кои што се важни за решавањето на проблемот. Во овој момент немаме вакви проблеми во целата територија или во оние низински делови кои што ги покрива филтер станицата и овој систем на водоснабдување. Исклучително селото Радање во идно време ќе работиме на изградба на уште еден резервоар за вода. Сметаме дека е дополнително потребно поради зголемување на жителите на ова населено место и самата демографија ни го налага истото и очекувам дека во следниот период ќе имаме можност да реализираме проект за зголемување на капацитетот на вода за селото Радање, но важно е дека граѓаните пијат чиста и здрава вода и доволна во количина. Го спомнавме Радање, мислам дека таму во минатото имаше често пати се жалеа луѓето на заматена вода, дали тоа е решено, дали сега тој проблем се појавува пак? Знам дека имаше во минатото. Во последните месеци или од летниот период до сега, јас не сум сведок на некоја ваква појава. Не велам дека можеби утре нема да се случи, и водата е жива материја и која што доаѓа до проблеми, меѓутоа ние сме спремни да ги решаваме на дневна основа, така да до сега од летниот период до овој момент не сме имале некои сериозни проблеми, меѓутоа ќе следиме работава затоа што и филтер станицата, системот на водоснабдување во најголем дел и за нас е делумно нов, така да ни е потребно мониторинг на целиот процес да имаме понатаму. За сега сум задоволен затоа што имаме непречено водоснабдување, без преголеми проблеми. Ќе видиме следната летна сезона што ќе ни донесе, така да очекувам да се справиме како и минатата. Спомнавте дел од улиците кои што се прават, да, во еден нов влез, тој трет влез на некој начин во селото Таринци покрај реката. Во Карминци мислам дека се асфалтира улици, што на овој план се прави, знам дека во Таринци има уште две улици кои што треба да се работат, кои што се дел од оној цел проект на овие многумина кои ќе дадат велат вака се работат улици, реално пофалби за она што е направено. Во која фаза се тие, дали и воопшто што се работи по селата во поглед на таа патна инфраструктура, улиците? Нашата цел искрено е да продолжиме во оваа насока. За мене, јас ги гледам населените места, урбани, уредени според урбанистичките планови, ономо каде што ги има, со широки улици, можност за пешаците со тротоарски решенија, можност за отпадни води да се направи атмосферска канализација и сите за обележени сообраќајни сигнализации според проектите. Така ги гледам улиците. Таринци е адекватен пример за ова како треба да изгледа и Карбинци би рекол, затоа што и таму доста направивме во однос на патната инфраструктура. Наред се две нови улици кои што многу скоро во следниве денови ќе започнат со почеток на реализација. Тоа се улица 3 во Таринци и улица 13, така се насловени според урбанистичкиот план.
Тоа се пократки улици со некаде околу 200 метри должни, кои што ќе бидат изградени, во кои што имавме многу проблеми, пред се во делот на имотно-правните спорови. Делумно ги решивме на улица 3, деноју ќе започне со почетна фаза на реализација. На улица 13 сме во фаза на решавање на овие имотно-правни пречки, кои што се надевам дека ќе нема отстапки за никого, онака како што се зафативме да работиме, ќе продолжиме и понатаму. Целта на крајот од денот за сите жители, пред се за тие кои што живеат на улиците, а и на оние кои што ги користат нормално, е да добијат модерни улици со димензии кои што ги предвидел урбанистичкиот план и проектот, така да тоа ни е мотивот да продолжиме, но нема да бидат застапени само овие две улици. Во план сме да оваа сезона градежна да ја започнеме понатаму и со многу други проекти во делот на патната инфраструктура. Ќе следат улици во село Аргулица, село Радање, село Долни Балван, Карбинци, исто така имаме одредени планови понатаму да работиме. Патната инфраструктура секојаш ќе ни биде мотивот да ги подобриме условите, пред се онаму каде што за прв пат треба да добијат асфалт, но и онаму каде што треба да допринесеме за дополнително урбанистичко урбано уредување, така го нарекуваме. Евидентно е овие проекти кои што ги кажувате имаат континуитет и на инфраструктурата, на водоснабдувањето се работи постојано. Ги споменавте урбанистичките планови. Како стои општината на тој план? Како се населените места? Има ли потреба некаде од донесување на нови урбанистички планови за да се реализира нешто во иднина? Како стоиме на тој план на урбанизацијата, урбанистичките планови? Ние работиме на нови урбанистички планови. Тоа е еден од поголемите проекти кои што го ветив и во програмата и го зборевме, ми се чини, и на некои од претходните емисии. Работиме урбанизација на зона која што ќе значи плацеви за домување од А1 намена. Тоа ќе биде прилепен урбанистички план на постоечкиот урбанистички план на селото Таринци, во продолжение со кој што ќе обезбедиме некаде над 150 плацеви за домување. Во овој момент сме во фаза на урбанизација. Покрај урбанизацијата работиме на проектирање и на инфраструктурата во рамките на овој урбанистички план, затоа што не е урбанистички проект од мали димензии, туку е урбанистички план во населено место кој што ќе ја има некаде околу 14 хектари површина. Реколте 100 места, тоа е цело ново населено место. Тоа е сериозна површина и сериозен број на парцели кои што ќе се движат од 300 до 500 метри квадратни. И општината овде ќе направи, тоа е еден комплетен проект, општината ќе направи проекти за изградба на куќи, типски куќи, модели на типски куќи кои што ќе ги понудиме на купувачите, односно услов за купување и за градба ќе биде токму да се гради од овој тип на проект, кој што општината ќе го даде бесплатно на купувачите. Тоа е една голема олеснителна околност за истите. Купувате плац, ги плаќате трошоците кои што се релативно мали за оваа документација, а општината ви дава бесплатен проект да градите и се обврзувате да го градите согласно рокот и законите од овој тип на проекти. Ќе има куќи од помала квадратура до поголема, се зависност од интересот и потребата на купувачите. И сметам дека ова е една мерка, еден начин да овозможиме за секој еден кој што има интерес, сака да си купи место за да си гради дом и куќа, да биде по навистина лесни, олеснети околности за сите едни, за секој еден жител од општина Карвинци, па и надвор од општината. Оно што е работено во претходните години покажува дека во суштина населените места, нека се и селските населби, практично треба да се дадат услови на луѓето за да го минуваат начинот на живот, да имат поголеми удобствија. Јас ќе кажам низ примерот на пешачката патека кон патеката, односно патот кон населбата Балван, додека го немаше не пешачи луѓето, сега пешачат. Градинката додека ја немаше ги носеа во градот или баби и дедо си ги чуваа. Значи треба да се даде на луѓето можност. Гледате ли, ајде прво додиме на патеката, бидејќи најавата ви беше и во програмата, мислам дека ќе има продолжување и на патеката покрај градинката кон населбата, кон Карвинци. Дали тој проект ќе се реализира, бидејќи релативно малку е до Карвинци, може и пеш да одат луѓето, вака е малку потешко по. Ние треба пред се да ги заштитиме граѓаните,
Што значи да ги заштитиме? Значи да им овозможиме место и услови безбедни да се движат, така е. Дали е за пешаците, дали за велосипедистите и сите оние кои што имаат намера да рекреираат, нормално да ги овозможиме услови. Знаете дека регионалниот пат е таков каков што е, тесен, во таква состојба во каква што е. Пеш да се движи некој не би го коментирал затоа што не е во ваша ингеренција. Затоа што премногу зборев на ова прашање, треба некој да го слушне од другата страна. Но наша работа е да овозможиме услови за рекреативците и она што е обврска на општината, токму тоа го работиме. Веќе е во финална фаза проектот за изградба на пешачка патека од Таринци до село Карбинци, некаде во должина од 1,8 километри, со осветлување и со урбана опрема покрај истата. Во најава е Министерството за локална самоуправа да ја отвори програмата за намалување на диспаритетите, вообичаено како и секоја година во овој период, некаде февруари месец, март, започнува со објава, а таму сакаме да ја аплицираме овој проект и да започнеме во оваа календарска година со реализација за истиот. Се надевам дека ќе овозможиме поголем број на средства за реализација на овој проект, затоа што е од поголем обем, не можеме сами да го финансираме. Општината нормално и како и кај другите, и кај овој проект ќе даде свое кофинансирање и учество во реализацијата. Така да, еве го најавувам неофицијално дека оваа година тој проект ќе се најде за реализација. Ќе ги известиме граѓаните преку медиумите, нормално за секој почеток на една активност која што ќе биде. Новиот проект е ставен на брза трака да биде со реализација 2026 година и очекувам така да се заврши до крај. Инаку, добро рековте, да говориме и говорат и жителите не само на општината Карвинци, и Караорман и сите оние кои што одат по овој пат од Штип, од Бабите, па кон Плачковици, кон општина Карвинци, да, и навистина надлежните треба да размислат, бидејќи сепак потребна му е поголема реконструкција на тој пат. Заслужува овој дел, ова област наша, еден посериозен патен правец, обележан, поширок и сето тоа, но треба да апелираме и сите на некој начин. Еве некни имаше, ако не се лажам, реакции за во Караорман исто. Така да, тука мислам дека сите треба и никош нема да биде доволно говорење. Но од аспект на ова што ви го реков, дека да, инфраструктурно се работи и проектите покажуваат дека е потребно, што во иднина гледате дека ќе е потребно, каде да се шири она што ќе го бара општината Карвинци. Например, мене во моментов две работи ми текнуваат. За една знам дека имате во програмата капела, веројатно е неопходна и во општина Карвинци. Втора работа, имаме клубови спортски кои што тренираат во домот во Таринци. Веројатно на општината Карвинци им е потребна една сала, можеби спортска, која што ќе биде малку поголема. Да, поголеми залаци се ова на некој начин, меѓутоа размислувате ли во таква насока и каде одиме од тој аспект? Па ајде ќе почнем од второто прашање. Да подсетам дека најавивме и веќе е во фаза на реализација уредување на постоечката спортска сала, училишната спортска сала во рамките на училиштето на Карвинци. Таа се реконструира во делот на подот, ќе се прави софистициран под според критериумите за една ваква училишна сала и кровот кој што е беше во една лоша состојба, ќе биде плафонот, односно внатре, ќе биде предмет на реконструкција, како и просториите на собликувалните и она инфраструктура внатре во самата сала. Да кажем, во состав на училиштето Страшо Пенчов. Така, ќе биде целосно за некој период од сега завршена. Ми се чини дека за месец дена би требало да биде комплетно завршен овој проект. Да, треба нова спортска сала, тоа го ветивме во програмата. Се надевам дека ќе успееме заеднички тука преку Министерството за спорт или одредени други ресори кои што ќе понудат финансиски можности за да аплицираме еден ваков проект. Работиме на урбанистичката постапка и локацијата на оваа сала каде би била сместена. Тоа има неколку опции за истото. Ќе говорам конкретно кога би го целосно завршиле оваа урбанистичка постапка, за кои локации се работи. Се уште се согледуваат законските можности, дали може таа намена да биде пренаменета за намена на една ваква сала. Споменавте за
Споменавте за капела, да, исто така ова е наветување кое што го дадов пред граѓаните и сметам дека е навистина неопходно. Во општина Карбинци, на територија на општина Карбинци воопшто нема еден ваков објект. Исто така и тука сме во комуникација со дел со граѓаните, со местните заедници, каде би била најадекватна позицијата и каде може општината да издаде одобрение за ваков тип на градба. Мислам дека по закон дека единствено општината може да биде финансиер на еден ваков објект, сепак спаѓа во црковен објект кој што треба да биде под нивни ингеренции, така да работиме на овој случај и очекувам во текот на мандатот да дојдеме до едно вакво решение. Што друго гледате во иднина, бидејќи ова ќе се постојано ќе се решава. Реков, карактеристика на малите општини е тоа да се создаваат подобри, инфраструктурата самата создава. Каде гледате во иднината, како млад човек, не само како градоначалник? Да, видите, Тони, основите се поставени, теренот е поставен, многу полесно е да ја градите куќата кога ќе ги имате темелите предвидено, знаете како ќе се движите, така. Кога говориме за инфраструктурата во секој еден мандат во едно време секогаш ќе има простор за работа, односно за одржување, за реконструирање, па и за градење на нови работи кои што никогаш не може да завршат, така. Тоа е одржувањето на инфраструктурата. Дали е патната инфраструктура, водоводната мрежа, канализационата, спортската инфраструктура. Секогаш доаѓа еден објект, му доаѓа време за реконструкција. Јас сум задоволен што успеав во 4 години во претходниот мандат, па и почетокот на вториот мандат, да изградам, односно реконструирам, доградам, изменам 2 училишта на територија на општина Карбинци, да ја доградам детската градинка, која што исто така го сметам за проект како да е нова детска градинка. Се зголеми за двојно по површина квадратура. Исто така за двојно, тоа е еден нов објект кој што е прилепен, приклучен на стариот објект, затоа велам како една нова практично детска градинка. Потоа клучниот патен правец Старинци Долни Балван, што сме го споменувале многу пати, започнат од претходно со техничка подготовка, со многу проблеми, отклонети проблеми. Тоа е проект кој што бараше долго време посвета за да се реализира. Успеавме, дојдовме до целта, продолжуваме понатаму, мостот се сеќавате, речните корито и така натаму. Така да основите се поставени, нашата цел понатаму ќе биде одржување на инфраструктурата, дополнително стварање на нови елементи кои што сметаме дека би биле потребни на населението, а клучните елементи се тие, како што ги споменав, образованието, детската заштита или детска градинка, водовод, патна инфраструктура и спорт и култура. Да, и за спортот ќе говориме, а сега би сакал околу она што е трансфери кон загрозени лица, трансфери кон граѓаните, повеќе пари кон граѓаните. Колку општината работи на поддршка на учениците, стипендирање на ученици, колку имате во таа насока? Овде ги зголемивме оваа поддршка кон сите категории, од новороденче па до студент на факултет. Јас големивме од претходно за новороденче беше 5000 денари, сега е 10.000 денари, еднократна поддршка за ученик во прво одделение. Претходно беше 3000 денари, ги зголемивме на 5000 денари, исто така за средно училиште за прва година и за бруцош на факултет во прва година на државните универзитети. Тоа е поддршка која што добива тоа. Тоа е еднократна поддршка, да. Некој почетен стимул за нив. Сега знаеме дека не е можеби доволно, ма не е целта и да бидеме. Да, меѓутоа бруцаш во прва година од прилика му ги покрива трошоците на почеток на студирање. И ова е планот да продолжи да се зголеми оваа еднократна поддршка и понатаму очекувам следната 27 година, така е според нашиот развоен план, да овие од 5000 да се зголемат на 8000, оваа поддршка за новородено дете од 10 да се зголеми на 13.000 денари, така е првично замислено, па останува да следната година кога ќе ги планираме програмата и буџетот да ги вметнеме овие измени, тогаш ќе најавиме нормално. Задоволни ли сте од ефектот на мерката за купување на клими?
односно субвенционирање на да се купуваат клими за да се менува колку толку начинот на грејење и да не се загадува животното поле. Тоа е Искрено да, и тоа доста позитивно. 3 години важеше оваа мерка континуирано со тоа што ќе ми простите сега, мислам дека некаде околу 200 корисници или 200 семејства добија можност да учествуваат и да земат субвенција или повраток на средствата во висина од 30% од климауредот, што не е мала сума, а да не е повеќе од 20.000 денари, значи на 60.000 денари климауред добивате 20.000 денари назад, што е на вистина големо олеснување, со можност да не се злоупотреби програмата, да има право едно семејство еднаш да учествуваат на оваа програма. Така беше направен и правилникот за избор и мислам дека некаде околу 200 граѓани и жители на Карбинци аплицираа и добија, многу малку се одбиени поради неисполнување на услови, кои што критериуми ги направивме да бидат навистина достапни за секого. Дури и на нелегализиран објект да има право да, доколку живее, е со лична карта, го докаже живеелиштето во тој објект, да добие субвенција. Единствено не можеше да биде барател повеќе пати на оваа мерка. Така да мислам дека целта ги оправда средствата, некаде ми се чини околу 2 милиони денари во овие 3 години се дадени назад директно кон граѓаните. Сега споменав образованието, веќе инвестирање практично во она што се од една страна во условите, училиштето во Таринци, училиштето во Радање, градинката, инвестирање во салата во училиштето во Карбинци, во Страшо Пинџур, и помагање на учениците на некој начин со тие еднократни помош. Спортот, имаме карате клуб, имаме боречки, 2 клуба, мислам, боречки и фудбалскиот клуб Карбинци, кој што за среќа, тука пак можам пристрасно да зборам, меѓутоа за среќа останува еден од оние кои што одржува традиција, кога се откажуваат многу од екипите, и тоа е добро. Најавувате поддршка и во текот на оваа година, покрај тоа што финансиски тешкоти има секогаш. Дали се зголемува буџетот, што планирате во областта на спортот во година? По оваа година ние би рекол рекорден буџет во делот на спортот. Можеби не е нели тоа се уште доволно или но се чувствува некаква поинаков пристап во делот на финансиите. Сепак сме мала општина. Жал ми е што единствен спонзор или поддржувач на спортските клубови е токму општината. Ова треба да се трудиме да го промениме во идно време, затоа што неодржливо е доколку останеме единствени поддржувачи на овие спортски клубови, но за сега еве функционираме, можеби со потешкоти, се трудиме, се бориме, но ги обстојуваме и за воля на вистината бележиме и резултати. На крајот од денот спортот постои за да имате подобри резултати. Многу поголеми општини останаа без апсолутно спортски екипи. Затоа сум задоволен и сум горд на тоа што успеваме заеднички да го правиме и гледајќи ги овие индивидуални спортски клубови, боречките на државно и карате клубот на државно, индивидуално, екипно освојуваат високи награди. Фудбалскиот клуб оваа година исто така и претходната и ова држиме едно стабилно ниво во горниот дел на табелата, што е можеби треба да ни биде нели мотив резултат повеќе секогаш, но еве го одржуваме ова ниво многу подобро од многу поголеми општини. Така да тука некаде ќе се движиме во овој правец, се надевам искрено дека ќе успееме да мотивираме луѓе од приватниот сектор, правни лица кои што ќе дадат дополнителен стимул. Знам дека имаше одредени правни субјекти кои што помагаа на некаков начин и тоа е за поздравување апсолутно. Секоја една поддршка на спортот е во прилог на клубот и на спортистите, но да видиме што значи и во финансиска смисла, затоа што без финансии спортот денес во денешно време не може да го има воопшто, така да упатувам уште еднаш по кој знае кој пат апел, секој кој што може, секоја помош, поддршка би била добре дојдена. И сега често пати сме говореле и ќе ги споменам на некој начин локалитетите кои што се интересни според мене, да имате и во програмата за локалитетот Баргала, локалитетот Баргала и таму еден како излетнички центар.
И од друга страна, во последно време забележувам дека да, има соработка општината со Домот Вртешка и со Планинарското друштво Лисец. Домот Вртешка е посетен, некои пати ќе се одбележани. Колку има простор тука за соработка и за на некој начин промовирање на целиот наш регион Плачковица, ние на некој начин богатство на нашата општина, би рекол. Па јас искрено фокусот го ставив повеќе кај локалитетот Баргала. Така. Во кој смисол, еве имавме еден обид, заврши неуспешно, сега ќе имаме наскоро втор обид за реализација на проект кој што е преку ИПА фондовите со соработка на соседна Република Бугарија. А тоа е реализација на проект кој што ќе значи насловен е едукативно-рекреативен центар, ќе биде сместен веднаш под локалитетот Баргала, некаде до течението на реката Козјачка, со тоа што сакаме да го исполниме просторот со неколку нови содржини. Таму ќе биде изграден еден амфитеатар за организирање на активности и настани, потоа ќе има игралиште, детско игралиште за рекреација. Треба да содржи, проектот е поголем, ќе содржи понатаму во следна фаза и спортско, односно повеќе наменско игралиште, места за паркинг простори, некои други содржини, ми се чини дека имаше летниковци, одредени активности за еден комплекс да биде комплетен. Така што сега сме во тендерската постапка, помина првиот пат неуспешна. Сега сме во фаза на еволуација и припрема за втора тендерска постапка. Очекувам да, доколку помине успешно оваа година, да видиме и реализација на овој проект. Понатаму проектот Кибела, објектот кој што е над локалитетот Баргала, е во собственост на општината, ќе биде исто така во едно време предмет на менаџирање, стопанисување од страна на одредени приватни субјекти кои Јавно-приватно партнерство или да се издаде на користење. Се уште го размислуваме моделот кој ќе биде, меѓутоа заврши она концесија или оној закуп од 10 години кој што беше предходно, но не успеа. Да, меѓутоа не видовме вистинска реализација. Да. Сега да видиме што може да го ставиме во употреба, реално да биде во корист на општината, во корист на граѓаните и на оние кои што ќе посетуваат, дали во делот на културата, туризмот, официјални делегации, да може да го имаме на вистина во некаква корист тој објект. Работиме на ова, се надевам дека ќе помине успешно. И тука сме сконцентрирани, а планината Плачковица нуди поинакви можности исто така. Се надевам во едно време дека и таму ќе имаме дополнително можност за реализација на проект. Се спомнуваше монтајн байк патеки, стази за планински велосипедизам, за мотоспортови и така натаму. Да, тоа е нешто што општината може да го работи во партнерство со одредени. Размислуваме на заеднички меморандуми еве со одредени други институции кои што ќе се надевам дека еве ќе вродат со плод. Претпоставувам дека ова што го споменавте за Баргала практично е дел можеби од она што може да се сработи преку источниот плански регион. Каде е местото на општина Карбинци во источниот плански регион и во можноста преку него нешто да се помогне да се соработува преку гранично? Со регионот работиме во овој момент на една иницијатива која што ќе значи прифатилиште за бездомни куќиња. Добра тема што ја спомнавте за еве јавно да ја спомениме. Ова е нешто што го започнавме пред неколку години како предлог. Се работи на урбанистичката постапка и на изготвување на техничка документација. Еден стационар за куќиња кој што би се нашол на територија помеѓу општина Штип и општина Карбинци, надвор од населени места, и би била во форма на јавно предпријатие кое што ќе има за цел сите 11 општини од регионот да ги обслужи со прифаќање и заловување на изгрижување на бездомни куќиња, третирање нормално според третман според закон, да не ги нешто имаме слично како што ми се чини дека направија општините од Вардарскиот регион и општина Кавадарци. Мислам дека таму го реализираа овој проект со поддршка на регионот на Вардарски. Токму тоа сакаме да го работиме со источен плански, каде што ќе партиципираат сите општини за одржување на ова би било во еден вид на јавно предпријатие кое што би функционирало на оваа територија и би партиципирале сите општини согласно правилникот кој што ќе биде дополнително изготвен и ќе ги немаме овие проблеми како што ги имаме и денес со заловување на куќиња,
понатаму со многу скапи цени за заловување, не дај Боже да кога се случува и штета од вакви кучиња, знае тоа да не чини многу. Ајде, финансискиот дел е едно, меѓутоа граѓаните ги чини многу повеќе, така да се со цел превенција, но и ова е наистина сериозна потреба и се надевам дека во догледно време. Ова се проекти кои што не се реализираат од ден за ден или од месец за месец, туку бара сериозен пристап и долгогодишна реализација, а бенефитот доаѓа многу понатаму, нели? А дека ни е потребно, да, практично често пати се случува, дури обвинуваат луѓето дека заловувачите од други општини ги фрлаат по селата и имаме проблем реално и можеби тоа ќе биде добро. На крај малку околу инвеститорите, да се овозможи да се градат стамбени објекти и луѓето да можат да градат свои типски куќи, тоа е добро. Колку има интерес од инвеститори да градат одредени објекти за мали бизниси во самата општина, бидејќи тоа е големите инвеститори ќе доаѓаат и ќе барат, меѓутоа за мали бизниси очигледно дека има интерес веќе. Има ли така? Да, овде работиме на што може да и понуди општината? Наскоро ќе има продажба на одредени места кои што ќе бидат со Г2 лесна незагадувачка индустрија и дел со Б1 овие мали комерцијални плацеви за мали комерцијални објекти, трговски објекти. Ова е еден чекор кој што општината ќе го дозволи ќе го допушти на потенцијалните инвеститори да си купат легален плац со одобрение за градба и да градат капацитети за својот бизнис и својата компанија. Она што во минатото исто така сме го работеле е олеснување во делот на комуналиите, во делот на сите други технички документи кои што се во рамките на или во ингеренција на општината сме ги овозможувале на инвеститорите да и бидат олеснети на секој можен начин да дојдат во Карбинци. Сепак сметам дека поволното земјиште кое што би било по некоја ефтина цена сметам дека е од 1 евро можеби до 5-6 евра по метар квадратен, што е навистина поволна цена за купување на еден плац за градба, за објект, за разлика од урбаните или местата каде што е сконцентрирано поголемо население или урбана средина, е навистина доаѓа помножено со неколку пати, па и десетици пати поскапа земја и инфраструктура, така што навистина руралните општини можат да понудат поевтини услови за развивање, а еднакви услови да добијат како и градските средини. Во секој случај тоа е насоката, бидејќи забележувам дека станува интересно, се шират луѓето, излегуваат од градските средини, бараат некаде надвор да вложуваат, а веројатно има што да им се понуди. Градоначалниче, јас ви благодарам за гостувањето, успех во работењето. Реков, карактеристични се условно помалите општини за средување и доколку она со инфраструктурата и редовното одржување функционира, ќе имате повеќе време и за другите работи. Ќе заборавив да прашам, бидејќи паметам првото ваше појавување во јавност како политичар, како градоначалник и кандидат за градоначалник, како не се лажам, паметам добро рековте една од работите кои што ги сакате да имате, да живеете и да општината со која што ќе раководите да биде чиста, да биде уредена, значи на екологијата. Забележливо е дека се решија поголем дел од дивите депонии. Како е на тој план, колку сте задоволени од функционирањето во поглед на граѓаните секој ќе фрлаат некаде нешто, меѓутоа колку сте задоволени од решавањето на тие диви депонии и од одложувањето на отпадот во ситуација кога никако да се реши конечно проблемот со реализација на проектот за регионална депонија? Да, ова е сериозен проект за регионалната депонија. Се надевам конечно некогаш ќе го видиме ова решение. Чувствува ли општината проблеми поради тоа што не е Апсолутно, изградена? Сите чувствуваме, Так. знаете, кога ќе имате ваков центар, ова не е депонија, ова е регионален центар за управување со отпад. Ова се произведува, Така не треба да се дожива како депонија или ѓубриште. Депонија е ова сега што го имаме, Така. што ги имаме, да речеме. Ако направиме паралела од претходно во смисол на легални депонии, тоа се легални ѓубришта кои што ги имавме. На диви исто. Се диви, на некој начин, се диви депонии. Тие беа на територија на општина Карвинци на 6 локации. И не само што беа визуелно диви депонии и таква беше сликата на овие локации, туку тие беа
И во самата почва и во самата земја, ако верувате тони, можеби десетици метри, можеби и 20 метри во земјата имаше отпад. Тоа е алармантната ситуација. Тоа значи дека таму се депонирало отпад 20-30 години, не знам, може и повеќе. И тој отпад се скапува во земјата и оди во подземните води. Тоа се тие подземни води кои што ги користиме за пиење, делумно, еве сега ги користивме и претходно и сега. Ние не се плашиме од ова, се плашиме од депонија кој што ќе биде по сите стандарди заштитена да не тоне ништо. И сакам да кажам дека не да ги стимулирам да дополнително да загадуваат, туку да ги стимулираме да не загадуваат. Меѓутоа разликата од овие кои што фрлиле две колички отпад покрај река, покрај пат, не се толку опасни како овие што биле во земја 20-30 години па и повеќе. Ние континуирано ги чистиме овие, се обидуваме да ги чистиме, можеби секаде не постигнуваме, но се обидуваме, за жал ги има постојано на различни локации, никнуваат нови места каде што стануваат потенцијални депонии, меѓутоа се во многу помал обем и не се до тој степен. Но чистењето на ваквите стари депонии, стари ѓубришта е навистина важно и за нас голем успех, затоа што ќе се спасиме од многу други последици кои што ги имавме во минатото, а и би ни дошле и понатаму доколку не ги само визуелно кој ќе видиме дека не изгледа убаво, да забораваме на други моменти. Подземните води се многу важни за нас и за воля на вистината во самите тие места каде што беа тие стари депонии, постоеја во непосредна близина и бунарите за вода за пиење и речните корита, кои што исто така се на некој начин доаѓаат тие води во бунарите по самото понирање на земјата. И трет сегмент, а тоа е загадувањето во воздух, кој што често беа мета на запалување. Знаете, вие кога ќе се запали таква депонија од толку голем обем и кога ќе се запали во една бавча еден мал шут, дека е тоа е огромна разлика. Таа голема депонија може да загади цела општина или голем дел на територијата. Се случуваше во минатото, знам кај Карбинци, покрај патот кон Радење кога ќе се запалеше, апсолутно. Така е, постојат се уште тие слики, тие снимки од тоа време, тоа навистина страшно канцерогено, не знам, од сите форми загадувачки. Така што ова е голем бенефит за Карбинци, што успеавме да ги изчистиме сите 6 вакви локации кои што со децении беа депонии. Сега нашата обврска, а и обврската на граѓаните е да не ги загадиме дополнително. Наша обврска е да ги чистиме, а општествена обврска е да не ги загадуваме и локациите кои што воопшто не беа загадени. Се знае, сме информирале како треба да се обратат до јавното претпријатие, да дојде јавното претпријатие, да го земе отпадот, граѓанинот треба да си плати согласно правилникот колку чини и така можеме само да функционираме во една чиста, здрава општина, една средина заеднички да си ја чуваме и да имаме наистина чиста природа и чист воздух и чиста вода. Така, и токму затоа се сетив на тоа прво гостување и дека тоа и понатаму е приоритет на некој начин во работата, заедно со паркови побршини и се она што го прави и Карбинци и сите населени места во општината поубаво место за живење. Ви благодарам за гостувањето и, како што реков, успех во работата во интерес на граѓаните на општината. Благодарам. Поштовани гледачи, тоа беше градоначалникот на општина Карбинци, Виктор Паунов, во својот втор мандат со продолжение на проектите кои што се од претходно и со обид да се докаже дека и помалите општини уште како имаат што да понудат и можат да бидат место од кое што не се заминува, туку се останува, па уште има интерес да се луѓето да одат и да бараат имоти таму, што е факт. Доброто работење секогаш ќе биде она што ќе ги привлекува луѓето. Ние ќе бидеме тука да говориме и за проблемите и за она што се работи, за да бидеме во текст со настаните и да придонесеме на некој начин. Останете со ТВ Стар, се гледаме повторно во среда.